Колешке Колева, како се испофаливте, чирив парите од џеб ќе им ги дадете на граѓаните за да имаат повисоки плати. Едно ќе ве прашам, откако ни го срушивте дворецот, очекувате ли да бидеме благодарни на колибата што ни ја нудите? Да, Колешке, платите треба да растат затоа што потрошувачката кошничка изнесува само за месец декември над 35.000 денари, што значи, Колешке, дека за граѓаните да можат да го издржат темпото на пораст на цените, мора да им се зголемуваат и платите. Но, покачувањето на минималната плата мора да биде на задоволство на сите. Граѓаните треба да добијат поголеми плати, но сите граѓани. Стопанствениците треба да добијат помош, но сите стопанственици. Чудно е ова ваше општество за сите, Колешке. 100.000 работници ќе ви останат незадоволни. Државата ќе им помогнела на фирмите кои давале до 15.300 денари плата, а на оние кои веќе давале 18.000 денари плата не им следува помош. Апсурд! Каква е оваа дискриминаторска мерка која огромен број предпријатија и фирми и компании нема да можат да ја користат? Бизнис секторот го полни буџетот, Колешке. Ако не сте знаеле, 600.000 наши сограѓани работат во приватен сектор и државата мора да биде партнер со бизнис секторот, а не да го остава сам да се снаоѓа и да се бори во кризите. Живот ветивте, Колешке, не борба за преживување. Приближно 7.000 компании ја загубија битката за опстанот ланската година. Всушност и не се проблем само минималните плати. Проблем се генерално ниските плати на нашите граѓани. А за да се зголемуваат платите, не е потребно многу, Колешке, едноставно е. Треба само да престанете со крадење и да ги стопирате сите криминални тендери. Лага е дека не сме за покачување на минималната плата, ние ќе го поддржиме овај закон, бидејќи тоа е всушност и законска обврска на државата согласно склучените колективни договори. 160 милиони евра, Колешке, се потребни за скалесто покачување на платите. Исто онолку колку што трошиме за кризата што вие ја создадовте. Оставете го голиот популизам, бидејќи не ви врви. Сум кажала многу пати, ќе кажам и сега. Кога граѓаните ќе си погледнат во паричникот, знаат дали можат да си го платат образованието за своите студенти, дали на работодавачите ќе им останат пари навремено да си ги исплатат своите вработени. Она што е најважно, на крајот од месецот, дали граѓаните ќе можат да тргнат пари настрана и да ги вложат, например, во недвижни, на падури, како што кажа еден истакнат член од вашите, до вчера истакнат член од вашите редови, дали ќе им останат не од, туку за родендени, свадби и други потреби. Тогаш, кога секој еден граѓанин ќе успее да тргне денар настрана, само тогаш би било оправдано да се пофалите дека сте обезбедиле стабилен живот на граѓаните. Многу, многу далеку сте од тоа. Ви благодарам. Контрареплика, пратеничката Даниела Колева.